Да се биде хроничар за општина Македонски Брод, посебно за поречието, за горно и долно поречките села, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збинувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот поречки живот, летописец на поречката земја, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува, тој летописец успева да му ги доближи до читателот, слушателот и гледачот, а читателот, слушателот и гледачот на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Во однос на географската положба, знаете дека нашата општина е една од општините со најголема територија, 889 км квадратни, офаќа 52 населени места, но за жал мал број на жители, околу 6.500 жители. Поречаните од своето постоење па се до ден денес си останале доследни на вековен континуитет за самостојна и независна Република Македонија. Секако дека една од првите општини бил градчето Самоков, но меѓутоа потоа низ годините исто како општина била и општина Модриште, па после на крај како административен центар да биде општина Македонски Брод. Поречаните низ вековите давале несебичен допринос за развој на Македонија во сите различни периоди. Територијата на општина Македонски Брод е денствен природен рај, оаза на цивилизацијата. Таа е оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Областа Порече или просторот кој денес го зафаќа општината Македонски Брод се наоѓа во западните делови на Република Македонија. Поточно, областа се протега во средниот тек на реката Треска. Долината на реката Треска е пробиена помеѓу мощни високи планини и наликува на високо распространета котлина, односно басен. Басенот на Порече на југ е ограничен со планината Бушева, на запад е заграден со планинскиот венец составен од планините Песјак, Челоица и Сува гора, а на исток котлината е обиколена со планинскиот масив Јакупица, со нејзините ограноци Сува планина, Караџица, Перчулица, Јакупица и Даутица. Во однос на сообраќајната поврзаност, главна и најпрометна сообраќајница представува регионалниот пат кој ги поврзува Прилеп, Македонски Брод и Кичево. Сообраќај се остварува и во патниот правец Скопје-Македонски Брод, преку преминот Кула, односно Јасен, каде се поминува временски во еден правец. Сметам дека поречен из историјата и се нанесени два на општина Македонски Брод и Поречието две големи неправди. Првата неправда е отворањето на Националниот парк Јасен, односно затворањето на комуникација од Македонски Брод према Скопје. Така да поречките села наместо пола сат да појат до Гостивар или Тетово, тие поминуваат негде од
од 200 км да дојдат до Скопје. Благодарение на тоа Порече ни се иселило во тој период. И уште една голема неправда која му нанесе на Поречието. На Поречието се некојаш водостопанска дозвола од 1948 година и планската документација на Република Македонија од 2000 до 2022, односно 23 сега, вцртана е брана Калуѓерица, која всушност брана Калуѓерица е од мостот Белица, па се до пред Македонски Брод до селото Сувидово. Со изградбата на браната Козјак, изградбата на браната Калуѓерица нема никаква смисла, но меѓутоа таа се уште постои во водостопанските дозволи просторниот план на Македонија, не избрешана како таква и ние не може да ја развиваме нашата поречка општина во тој дел. На тој крак треба да се иселат околу 5-6 населени места. Регионалниот пат према фабриката, према Самоков, према фабриката во Самоков, према Скопје би бил потопен, а исто така 11 села нема да имаат пристап до нивните населени места. Територијата на општина Македонски Брод, како споменична целина, има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно од најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова област формирана во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, се издигала и развивала во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои тврдат дека ова регија била населена уште пред 4000 години пред нашата ера. Етнографски, населението на Порече спаѓа во брсјачката, односно берзицката етно-географска група на македонскиот народ. Населението бележи голема блискост и има многу сличности со населението од Охридско, а најмногу од областа Дебрца. Дијалектот кој се говори во Порече е еден од народните говори кои се најблиски до македонскиот литературен јазик, не се забележуваат србизми, турцизми или останати странски зборови. Поречкиот крај е богат и со народно творештво, легенди, преданија, песни, приказни, а дел од него е застапено во збирката на Марко Цепенков. Како и останатите македонски области, и Порече има своја специфична народна носија. Минатото и сегашноста на ова регија е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на поречкиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во многовековното битисување испреплетени зад превезот на времето. На поречката регија, како дел од Македонија, македонската култура и македонскиот дух е преполна со остатоци од милениумска одисеја на жителите на овој крај, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, на македонската кралска династија на Аргеадите, на дополнета за време на Римската империја, на византичкиот император Јустинијан I,
во неговата 11-та и 131-та царска новела, издадена во 535 година, при основањето на архиепископијата Јустинијана Прима, чии Јустинијанови новели важат и за Охридската архиепископија, ношната црковни повелби житија од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самуил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самуил од 979 до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван, Владислав и Гаврил Радомир, кои владеа со Македонија од 1014 до 1018 година, византиските записи од времето на Јован Скилица, поточно кажано од 1018 до 1025 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1283 година, напишани од кралот Милутин, Христовулот на кралот Милутин од 1300 година, посветен на поречкиот манастир Рождество на Пресвета Богородица, каде што е забележено дека лозијата, водениците, нивите, ливадите, пасиштата и планините се дар на овој манастир во Христовулот на кралот Стефан Душан од 1335 година, каде што на поречкиот манастир Рождество на Пресвета Богородица му го подарува и селото Самоков, црковните повелби на кралот Стефан Урош Петти Немањич Несилниот од 1356 година, црковните повелби напишани од македонските властелини кралот Димитрија Волкашин од 1365 до 1371 година и кралот Марко од 1371 година до 1395 година. Културно-историските вредности на Порече се среќаваат како археолошки наоѓалишта, разурнати населби, тврдини и така натаму и многу црковни светилишта. Во Порече има повеќе старини, меѓу кои најпознати се Девините кули и зидините во пештерата Пешна. Меѓу сите светилишта, најважното централно место му припаѓа на манастирот посветен на раѓањето на Пресвета Богородица во селото Горни Манастирец, познат уште како Поречки манастир. Покрај овој манастир, атрактивни се црквите Свети Илија во Самоков и Свети Богородица во Македонски Брод, а посебна атракција представува и ново изредената црква на врвот Војник, посветена на Свето Преображение. Старите томански записи за поречието првично се датирани во пописниот томански дефтер број 4 од 1395 и 1398 година, каде што поречието припаѓа на румелискиот беглер Беглус под управа на единскиот бег Џунајд бег, формиран во времето помеѓу 1395 и 1397 година, во томанскиот пописен дефтер од 1407 година, каде што е заведено дека населението е рисијанско, а малку е населено со мухамеданци. Во пописниот дефтер од 1447 година е забележено дека Отоманската империја извршила територијална поделба. Селата од десната страна на реката Треска припаѓале на Пилевската нахија, а Мудрулакот се наоѓал во селото Дебреште, а селото Црешне му припаѓало на Богомилската нахија, чиј Мудрулак се наоѓал во селото Богомила, додека пак селото Пуста Брезница припаѓало во Сопишкиот Мудрулак, а селата што се наоѓале на левата страна на реката Треска, на Самоколскиот Мудрулак,
чие седиште се наоѓало во селото Самоков, каде што за потребите на мудрурлакот во Самоков била изградена касарна наречена Кашла, каде што била сместена редовната отоманска војска. Во отоманскиот пописен дефтер број 8 од 1485 година е забележан следниот запис. На рисјанската раја им се дозволува самите да се ги поставуваат селските коџобашии и азии. Коџобашијата го представува селото, а азите се членови на мудрурлакот. Коџобашиите имале задача да ги извршуваат наредбите зададени од страна како на султанот, така и на спаиите, беговите, агите, јазиджиите, бегалиите, јумурџиите и заптиите. Коџобашиите имале задача во секоја селска куќа да отворат рабуш, каде што се забележувале платените даноци во лири, череци, бели меджидии, грошови, акчиња и аспри. Селскиот пољак го одредувал мудурот. Во пописниот дефтер од 1510-511 година забележено е следново. Поречието броело 45 села кои биле задолжени годишно на падишокот да му дадат 200 кобли пченица во вредност од 4000 акчиња, јачмен 200 кобли во вредност од 3000 акчиња, данок од свила 800 акчиња, ушур од лозие 1000 акчиња, данок од бостан 400 акчиња, лен 300, ореви 100, данок од свињи 500 акчиња, данок од воденици 300 акчиња, ушур од улишта 300 акчиња, ушур од овоше 100, свадбариња 300 акчиња, нијабет 200 акчиња и испенџе 1600 акчиња или вкупно околу 13.000 акчиња. Во пописниот дефтер од 1510-11 година забележена е и паричната сразмерност на производот, каде што акчето била ситна монета со голема вредност. 20 акчиња чинеле осмак пченица, а осмак пченица тежел 80 оки, 80 оки правеле 2 вреќи по 40 оки, еден осмак правеле 2 шиници, еден шиник тежел 20 оки жито. Во истиот пописен дефтер е забележено дека во поречието постоел султански имот наречен Хас, каде што во името на султанот со имотот раководеле Али и Ајџули Сулејманбек и Али Солакбек со вкупен годишен приход од околу 8000 акчиња. Во истиот пописен дефтер со посебен султанов берат бил потврден султановиот имот во собственост на Поречкиот манастир со кого раководел попот Грубен. Во овој пописен дефтер е забележено следново. По Божја промисла тимарите, мезрите, пашите, беговите, агите, на рисјаните на Ристоса, на мухамеданците на Мухамеда за свадба да издвојат 30 акчиња, за венчавки 10 акчиња, за армасување 5 акчиња, за одење кај Ристоса или Мухамеда 20 акчиња, за аскер неженет 50 акчиња, женет без фамилија 60 акчиња, со дробни деца 150 акчиња, за аскрелак дадена душа за падишакот, 20 овци, 10 кози, 10 дулуми земја, 10 дулуми корија, 2 зевгар оратни волови, 2 коњи, арсландори, за родено машко дете сирак 100 акчиња, женско дете 80 акчиња, за рисјани наджилак 30 акчиња, за мухамеданци наджилак 50 акчиња, за градба на Рисјанска црква 100 акчиња, за џамија 200 акчиња, а за Рисјански манастир 200 акчиња. Во истиот отомански пописен дефтер е забележено, ако дел од земјата не роди доволно или пак булукот, овци и кози од болест е намален, лозијата од град се столчени, водениците од суша не мелат, секое домаќинство било ослободено од данок десеток, беглик и на стоката, а тимарите, мезрите, пашите, беговите и агите биле должни на подишакот да му го надоместат.
Во пописниот дефтер од 1520 година е забележено дека рисјаните се повеќе ги заселувале големите планински предели, остри врвови и планинските пасишта. Во истиот дефтер е забележено дека секоја рисјачка фамилија имала булуковци од по 100 глај, булукози од 50 глај, пашити гојда 10, оратни гојда 4, 4 глај коњи, 2 кобили, 4 ждребици. Козината од козите ја преработувале во мутави, врејчи, диседжи, а волната во јамболии, веленца, волнени ванели, чорапи, кошули, бечви, џамадани, кожата за кожуви, објала, опинци, мешини и други производи. Во истиот пописен дефтер е забележено дека рисјаните произведувале и борова смола со која се мачкале бочвите, каците и качињата. Господине Рисарски, вие сте првиот меѓу еднаквите во општината Македонски Брод, каде што пред неполни 2 години граѓаните од општината Македонски Брод ве избраа да бидете градоначалник и за овие 4 години до мандат да ја водите општината на тој начин што со цел да се подобрат условите на живење на општината Македонски Брод, пред се, така да речем, на мештаните од општината Македонски Брод. И јас не би рекол дека сум прв меѓу еднаквите, затоа што верувајте дека се чувствувам едноставно дел од моите сограѓани, дел од мојот народ, зашто тоа не го викам од популизам, туку едноставно го кажувам затоа што ние имаме исти проблеми, разговараме за исти нешта, делиме иста судбина и на крајот на денот сонуваме за исти нешта. Затоа се чувствувам како дел од мојот народ и во овие 4 години граѓаните на општина Македонски Брод ми ја дадоа довербата да ја менаџирам нашата општина, односно да располагам со нашите и нивните народни пари и сметам дека во овој период мудро, честно и искрено, еве година и неколку месеци, заедно со граѓаните ја менаџираме општина Македонски Брод. Не треба да се каже дека тешко е да се менаџира општина Македонски Брод, бидејќи станува збор за голема територија, не треба да се жалиме, туку треба да работиме со ресурсите кои во моментов ги имаме и со тие ресурси со кои располагаме ние. Секако дека во тие 52 населени места, во најголем дел од нив, имаме инфраструктура, водоводни системи, асфалтни патишта, да не зборуваме за електрична енергија, ни остануваат уште 2 до 3 села кои не ни се поврзани со асфалтни патишта и ние како општина со мал буџет аплицираме на разни домашни меѓународни фондови за да може да ја подобриме инфраструктурата и во тие 2-3 населени места. Заедно со граѓаните сме во комуникација, ги дефинираме приоритетите, ги мапираме проблемите, верувајте дека нема се да решиме, но меѓутоа треба да почнеме да ги решаваме проблемите и всушност ги решаваме. Секако дека со оглед на нашата финансиска ситуација. Сметам дека општина Македонски Брод е општина која заслужува големо внимание од страна и на централната власт, секако дека треба да се обрне големо внимание да не бидат се подостапни и подостапни меѓународните, исто така, но и владините фондови, за да може општина Македонски Брод да го доживее онај економски развој кој го имала во 70-тите години. Кога секој човек е намени во општината Македонски Брод, кога секој човек ќе ги посети 52 селски населби, што се може да посети? Кои културни и историски знаменитости има поречието? И ја едно би додал, вие наполнавте 52 села, 52 цркви има настани во поречието. Токму така, во секое населено место има црква, а во некои населени места дури има 2 или пак 3 цркви. Тие биле вековни храмови, каде што нашето население од поречкиот дел било воспитувано, исто така добивале информации за развој на државата, како да се бориме за создавање на наша држава и тие
вековни цркви постојат до ден денес, истите се одржуваат од страна на местното население и нормално Македонската православна црква. Доколку дојдете во Порече, секако дека не треба да поминете, а да не ја посетите пештерата Пешна со најголем отвор на Балканот. Легендата зборува дека токму тука живеела сестрата на кралј Марко Пеша, а од другата страна, на спротивниот рид, треба да ги посетите Девините кули, каде што живеела другата сестра на кралј Марко Дева. Исто така, не треба да се помине, а да не се посетат Горнослатински и Долнослатинска пештера, кои што моментално ни се заштитени со закон. Исто така треба се посети изворот на солена вода во село Слатина, изворот на солена вода во Сланско. Не треба да се одмине, а да не се посети Порече, да не се посетат, да не се проба поречкиот мед од Костен, поречкиот мед од Даб. Исто така треба да се вкуси прекрасниот костен. Во Порече има автоктона сорта на костени, цели костенови шуми. Всушност, Порече го дава најквалитетниот костенот со најголеми шеќерни единици. Така да ја можам да кажам дека во моето градче низ Поречието нема можеби да сретнеме големи административни центри, големи згради, големи молови, но меѓутоа најубавата природа ќе ја најдете токму во Порече. Најмирно може да си поминете во Порече, а исто така најдобар муавет може да направите Порече со прекрасниот питом народ. Јас се би додал дека тука е Солунска глава, тука се градските извори, тука е Змејовица. Да. За овие туристички кои што ги има погодности, природни убавени, кои што ги има Порече. Како општината, што која програма ја има донесено и како планира таа програма да биде реализирана? Според она карта што туристичка мапа што има Порече, некаде горе што требало да има некаде околу 300.000 посетители. Апсолутно, токму така, но меѓутоа треба да бидеме реални дека тој момент до ден денес не ни е искористен. Ние сите знаменитости ги имаме, природата ја имаме, но меѓутоа немаме видливост во тој дел. Токму преку Агенцијата за развој и промоција на туризмот настојуваме нашите историски знаменитости да имаат видливост, да ги ставиме на туристичката мапа не само на Република Македонија, туку надвор и од неа како атрактивна туристичка дестинација. Правивме неколку работни состаноци со менаџерите кои ги менаџираат туристичките капацитети во општина Македонски Брод, така да имаме точна бројка колку легла имаме, со колку капацитети располагаме, што можеме да им понудиме на туристите, и сметам дека општина Македонски Брод ќе биде атрактивна туристичка дестинација за развој на руралниот туризам. Поречката котлина нема форма на права рамничарска котлина, туку наликува на разбранувана површина, пресечена со бројни речни долини и долови. Од структурниот релјеф голем интерес побудуваат планинските врвови кои овде се издигнуваа со височини од над 2000 метри. Меѓу нив, најатрактивен е врвот Солунска глава, висок 2540 метри. Исто така, атрактивни се врвовите Караџица, Перчулица, Попово брдо, Миленков камен, Даутица, Бел камен, Добра вода, Јошков камен, Дупен камен, Мусица, Фојник. Карстот во Порече е застапен со површински и подземни манифестации. Површинскиот карст е представен со неколку карстни полиња, како што се Солунско поле и Шире гарник на Мокра планина и Живкови дупки на Сува гора. Исто така, впечатлива појава представува и карстната површ Боро поле. Покрај овие крупни релјефни површини, значајни појави се и подземните карстни форми, представени со пештери и пропасти. Во областа има повеќе од 50 пештери и пропасти, кои досега се доста проучени. Најатрактивни пештери се Пешна, препознатлива по незиниот маркантен пештерски отвор,
Пештерата с латински извор Горна Слатинска, Змејовица, Девина, Момичек, Лапарница, Голубарник, Алена и други. Од пропастите најатрактивни се Словачка јама, Длабока јама, Солунска јама и други. Во однос на старите обичаи како вековен обичај и доста познат и единствен на територијата на Македонија е обичајот кој се одвива вториот ден на Великден во понеделник, тоа е носењето на великденските кули. Така да тоа е обичај кој на некој начин е заштитен. Исто така настојуваме да го негуваме и да го пренесуваме на наредните генерации. Носител на тој обичај нормално е црквата, но меѓутоа исто така ние како општина, сите општински институции даваме несообичен допринос во негувањето на тој обичај. Исто така порече, доколку претходно споменав има 6.500 жители, верувајте дека доколку направиме попис за време на Водици, порече има над 30.000 жители. Водици е единствениот ден каде што секој поречанин се отвора вратата на родната куќа. Дури едно би додал, една ретка традиција во Порече се чека Водици 4 дена. 4 дена, да. Во Порече се чека Водици 4 дена. Тоа е момент да се отворат старите огништа, да се видат роднините, пријателите, да зборуваат за старите спомени, но меѓутоа исто така и традицијата да ја пренесат на новите генерации и што доста мене ме радува во тој дел, што многу млади генерации ги прифаќаат тие обичаи и ги негуваат истите како такви. Исто така се негуваат и ѓурѓовденските обичаи. Нели, во секое село, како што споменавме, има и црква, тука е нашиот Поречки манастир, каде што сите оние обреди во однос на празниците. И така да сметам дека таа вековна традиција се негува и продолжува. Сега ние правиме и соодветни манифестации за промоција на самиот град и за меѓусебно дружење на населението. Ја имаме манифестацијата Костенијада, која веќе се одвива по 14 пат. Ја видоизменивме покрај на традиционална понуда на костени во текот на денот. Имаме и претходната вечер, имаме ноќ на костенот, каде што се печат поречките, се вкусуваат поречките костени, тие најдобро одат со греано вино во тој период, во период на месец ноември, каде што имаме музички групи, забави, каде едноставно низ дружење се промовираат нашиот поречки костен и нашиот поречки мед, а исто така највкусната ракија, сливова ракија има толку во поречието во нашиот дел. Од обичаите, доста интересен и масовен обичај представуваат великденските кули. Истиот обичај се одржува во градот Македонски Брод и има историска поврзаност со Отоманската империја. Во периодот на турското робство, македонците од Брод го откупиле вториот ден од Великден за да можат слободно да го празнуваат. Во чест на тој успех извеле обред каде најпрво се оди на покрсти, а потоа се издигнува двокатна кула од луѓе кои се наредени во круг по петмина, едни врз други, што го символизира петвековното мрачно робство. При тоа македонците се на вториот кат и се над турците. И на тој начин се прославува слободата. Исто така од ланска година, вредно да се спомене, имаме една прекрасна манифестација, тоа е прв адреналински фестивал на отворено, Самоков Екстрим, каде што ги искористивме шумските стази, шумските патишта. Истиот се одвива во 2 дена, тоа е фестивал на екстремни спортови, каде што се водат за АТФ, крос-мотори, велосипедисти, имаме и пешачки тури, имаме посетители од странство, се одвива во 2 дена, со кампинг на градскиот стадион во Самоков. Исто така таа е доста интересна, атрактивна манифестација и јас често пати кажувам дека за Самоков Екстрим не може да се раскажува или да се прераскажува, туку треба да дојдете и да го доживеете тој настан. Во име на нашата група на пењачи, ќе завртиме на крг мало тука. Еден адреналин. Адреналин мало се да им покажем. Ајде. Чекај. Дај газ сонце.
Почитувани мои, кој што гледате Малце из Балкан, тоа е адреналинот, тоа е убавината, тоа е джипот, тоа е македонскиот народ, тоа е Република Македонија. Ве поканувам да ја посетите Република Македонија, да дојдете во овие неоткриени убавини, каде што ќе видите што е сласт, што е убавина. Ќе мора малце да истресам капава, ама не си, ќе види. Така. Океј. Така. Во Порече се повеќе се инвестира во изградба на туристичко-угостителски објекти. Најголем капацитет има хотелот Поречки бисер во Самоков. Исто така, доста атрактивни се рибните ресторани по долината на реката Треска, како што се Мотел Пешна, Меа на Дедо Илјо, ресторанот Извор, но и по долината на реката Белешница, односно Беличка река, Мотел Бистрица и ресторан Чифлик Белица. Се наоѓа во централниот дел на Поречијето, на 12 километри низводно низ реката Треска, каде што го формира Поречкото езеро. Дојдовме во Поречијето да направиме нова репортажа, но пак едно ќе речам, погледнете што е рај, погледнете што е убавина. Безброј пати сте биле во Охридското езеро, Преспанското, Доранското и на другите акумулации вештачки во Македонија. А може би сте дошле овдека и во Поречијата. Може би малку ви е чудно што овој чамец е вака овде однопаку поставен. Не е однопаку, туку ги чека туристите да дојдат, да се качат на овој чамец и заедно со него, со собственикот на чамецов, да прошетате низ Поречкото езеро, да ги видите убавините кои што ги има овој крај. Сега јас ќе отидам понатаму, на 100 метра, да го побарам до мајчинот и заедно со него да отидеме по езерото. Иако селото Близанско постои се уште на географските карти и се уште може да го најдете во Македонија овдека во Поречија, во еден нов лик, во една урбана средина, сепак во Близанско ќе најдете и стара селска архитектура, како што се овие двете згради позади мене. Едната е куќата каде што луѓето порано живееле, а другата е кошарата, таа тука што е од дрво повеќе изградена, каде што ги чувале жителиците, а тоа е ова овде. Значи, десно од мене е куќата каде што живееле, а малку десно е кошарата каде што ги чувале жителиците. Ова позади мене е таа дрвена градба, која што претходно ви ја спомнав, каде што мештаните до ова село во минатото ги чувале своите житарици, а пред се класието, царевката одека по народски кажано. Ова е таа градба. Ова овде до мене е порта. По старински, по селски кажано тарава, односно порта направена од дрвени штици, наречени тараби. А позади ова тарава се наоѓа ова куќа, која што е изградена од камен на два спрата, која што овдека, според моја проценка, сигурно и одолева на времето некаде повеќе од 50 години, ако нешто
и ништо не е чудно ако кажам и 100 години. Погледајте и уживајте. Овдека во минатото, во селово, во секое мало, луѓето си правеле вакви столчина. Новие дрвени столчина ќе поседнеле по старите мештани и ќе си го започнеле лав муабетот, кој што сработил во теко на денот, кој каде бил, кој колку овци има, колку јагнина, колку продал, што купил, како поминал на пазар, дали во Прилепско, дали во Битолско, дали бил во Прилепско, како што реков, или во Скопско, или па бил некаде на гости во некое село, кај некои роднини. Овдека, значи, луѓето си ги кажувале своите патешествија, како денеска, како ние, помладите, преку телевизија, на интернет, на телефон, си ги кажуваме оние наши патешествија кои што ние ги поминуваме. Одно, пак ќе речем дека ова овдека е тоа старо столче, кај што луѓето од памтивека си ги кажувале своите мирисувања, своите истории и дневни поминувања. Сигурно сте прочитале или сигурно некој ви раскажувал за така наречените селски градини или бавчи. Ова овдека е таа селска градина или бавче. Во оваа селска градина, од памтивека па и денес, луѓето за себе си саделе промит, пипер, патлиџан, краставици, компири, се и се што, каде што на есен во дрвените качина ги полнеле со туршија, со кисела зелка, со се оно што му требале за да поминат во зимата. А се разбира, во текот на летото, ќе си скинеле патлиџанче, краставичка, лукче, ќе си направеле салатичка, со убава ракија, мезе на душата ќе си направеле, ќе си каснеле, што се вика да се нахранат, ама и убаво да си поминат. Да ви кажам една друга приказна која што ми ја кажуваа мештаните од ова село. Дека во минатото мелем било и многу убаво било да се направи мешавина на мезе од оцет, сол и вода и ситно издрвен кромит, одно младо кромиче. Прсти да излежиш, ми кажуваа, да ви кажам реално, а овде сум поканет кај едни мои пријатели, ќе отидам да го пробам, да го подготвам тоа. Одиме буци? Ајде буци, одиме. Ова овдека исто така е дрвена кошера, која што е направена од дабаво дрво, тоа е ова големата греда, и овие се вертикалните, додека овие што се другите штиците или летвите, така речено, може да бидат направени исто од дабаво дрво, може да биде од чам, главно служело, еве и денеска служи, меѓутоа се ја праздали ќе наполнат кој ќе стаса пченката, мештаните да се наполнат со пченка. А ова десно од мене било пондила или штала. За жал денеска е празна и падната, значи останате се само градите и летвите, кои што летви се направени од багремово дрво или од габен. Али само да ви кажам реално, кога ќе го видам ова, кога ќе видам ова архитектонска градба, кога ќе видам ова што овде направено, ми се радува на душата дека стварно едно време и јас се го користев кој што бев дете во моето родно село Рилево, а од овдека е далеку пешки неколку десетина часа. Ова пондила, ова штала што претходно ја видовте, кој што е изработена и направена од камен, а покриена е со дрвена конструкција, која што наместо летви и наместо џерамиди порано се користела слама, и тоа ржанова слама. А таа ржанова слама сигурно овдека некаде се произведувало во полето на селото Близанско, кој што за жал денеска полето не постои, има само вода. Малце горе погледнав да видам дали ќе најдам некој орев, меѓутоа се уште рано, овдека е позелена природата, посвежа, ќе дојдам за 10 дена и ќе наберам ореви да се каснам, да си направам чеф на душата. Портите на Порече се отворени, особено за сите патници добронамерници, особено за тие кои се иселиле од Поречието. Добре дојдени сме, ние како локална самоуправа, службите, Советот на општината Македонски Брод се на целосно располагање
за се што имат потреба да им излеземе во пресред, така да Порече всушност ги отвори портите, но меѓутоа ќе се врати Порече како атрактивна туристичка дестинација, ќе се вратат мештаните во Порече барем како дневна миграција, но меѓутоа Порече не сме и не треба да умре затоа што Порече е срцето на Македонија.